вторник, 17 јуни, кратки вести во 12 часот. 7 години од потпишувањето на договорот од Преспа. Од 17 јуни 2018 година, селото Нивици на брегот на Преспанското езеро од грчка страна стана символ и асоциација за договорот кој многумина го сметаат за историски и модел за мирно решавање на споровите, бидејќи стави крај на речиси 30 годишниот спор меѓу две соседни земји, но според многу други е спорен и понуди преголеми отстапки на македонска страна. Согласно договореното, Република Македонија се преименуваше во Република Северна Македонија. Државјанството стана македонско, државјанин на Република Северна Македонија, а јазикот македонски. Со богата програма годинава ќе се одбележи 21 јуни, денот на Охридското езеро, 25 години од потпишувањето на меморандумот за разбирање за заштита на езерото, символ на нашата природна и културна ризница. Од 20 до 22 јуни предвидена е богата програма со културни настани, екоакции, промоција на нуркачка опрема, регати, прошетки со брод, панел дискусии и многу повеќе. Посебно прекрасно и уникатно Охридското езеро за охриѓани има и дополнителна емотивна вредност, а за државата и светот и практична и раритетна единственост, затоа што од биолошки аспект представува најзначаен стагнантен акватичен екосистем во Европа. Охриѓанецот Стефан Јосифовски од теквондо клубот Хваранг-Фист се стекна со титулата меѓународен судија по теквондо на 136-тиот семинар за меѓународни судии по олимписко теквондо, што се одржа во Истанбул, Турција. Јосифовски изрази благодарност до Македонската теквондо федерација за поддршката во остварувањето на неговиот сон. Тој досега има постигнато бројни успеси со клубот Хваранг-Фист, а минатиот месец беше вклучен и во организацијата на меѓународниот турнир во олимписко теквондо Охрид Оупен 2025, на кој учествуваа околу 300 надпреварувачи од Македонија, Србија, Косово и Црна Гора. Времето денес претежно сончево и топло со мала до умерена облачност, дуба умерен до засилен северен ветер. Максималната температура во Охрид до 28 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.